Денес имаме една дебата која ја реализираме со локалното јадро на ЛГБТ активисти од Струмица во соработка со Општината Струмица, која ни го даде просторот. Исто така ќе има и представник од Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените и телото за недискриминација. Ќе има представник од Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи во Струмица, началничката за превенција Хризантема и наши активисти. Она што е важно е дека ова е дел од проектот на USAID за подобрување на статусот на ЛГБТ и луѓето, кој повеќе од една година го реализираме, и она што ние како цел е да ја отвориме на широко оваа дебата. Ние живеевме десетина години во еден авторитарен режим кој беше доста агресивен кон ЛГБТ и заедницата, и оваа иницијатива, иако како прашања се нови, ЛГБТ и луѓето се од секогаш тука. Ние сакаме да ги отвориме и еве прво со институциите, а после се надеваме и со пошироката публика, затоа што со разговори, со дебати, мислам дека може да се надминат предрасудите и стереотипите. Односно, волјата која искажа владата на Република Македонија, премиерот Заев, кој дојде на нашата прослава за 5 годишнината, сметаме дека е време полека да се спушти на локално ниво и да почне соработката со нашите активисти и со ЛГБТ и заедницата на локално ниво. Пред се заради олеснување и подобрување на секојдневниот живот на ЛГБТ и луѓето на локално ниво. Така, што е со најавите дека и во Струмица ќе се отвори канцеларија? Ние би сакале тоа да го видиме и ние би сакале да имаме таков вид на соработка со локалната самоуправа и се надеваме дека во следниот период, во следните месеци ќе најдеме решение, ќе најдеме простор кој ќе може Општина Струмица да покаже добра волја и да го даде. И тој простор не би бил само за ЛГБТ и луѓето, мислам дека тој простор би служел за и други граѓански организации, други маргинализирани групи кои во моментов и со години немаат каде да се социализираат.